Ученикот во второ одделение во Општинското основно училиште Благој Кирков Давид Трајковски, шесто одделенката Катерина Вишинова од Блажа Коневски и осмо одделенката Симона Калешова од Благој Кирков ги добија првите награди на литературниот конкурс кој го распиша локалната библиотека Гоце Делчев и клубот на писатели Коста Столев Рацин. Учениците од основните училишта поделени во три категории, од прво до трето, од четврто до шесто и од седмо до девето одделение, твореа на тема новогодишна желба во пресрет на новогодишните празници. Тричлена комисија одлучуваше за најдобрите поетски и прозни остварувања на децата со помош на наставниците ментори. Варираат најразлични. Нас најмногу не импресионира оние желби кои што се поголеми од материјалното. Знаете, детските сништа, детските желби се секогаш малку поврзани со материјалното, но навистина сретнавме и желби и пожелби кои што беа поврзани за мир во светот, за да нема глад, да нема сиромаштија, да нема солзи кај децата. Навистина тоа не трогна и им обрнавме многу повеќе внимание на оние желби кои што се однесуваат за мир во светот. Ова е посебна желба што ја имам и знам дека ја има секој од вас. Ако мене ме прашате, каква новогодишна желба во моето срце имам, ќе ви кажам, па и не мора да има рима. Кога бев мала, секој ден чекав пред мојата врата да дојде Дедо Мраз, да го гушнам силно и да му запеам на цел глас. Сакав кукли, бомбони и шминки, колички за бебиња разни, да имам како во моите сказни. Тогаш сакав фустанчиња во сите бои, да бидам важна пред другарките мои. Наградите на најуспешните им беа доделени денеска во медиотеката на локалната библиотека. Токму на денешен ден, пред 107 години, е роден поетот и револуционер Кочо Рацин. Конкурсот е само една од реализираните активности на клубот на писатели кој го носи името на поетот, а во рамки на одбележувањето на месецот на Рацин. Клубот на писатели Коста Столев Рацин од Велес го започна така наречениот месец на Рацин на 25 ноември и со соодветни активности кои што ги направивме во овој изминат месец, на некој начин го обележавме тој месец на Рацин. Денеска завршуваме со доделувањето на наградите на конкурсот кој што го распишавме. Имено се работи за литературен конкурс, не беше ограничено дали се работи за поетски или прозни творби. Сосема случајно сите добитници на наградите се автори на поетски творби. Организаторите информираат дека на литературниот конкурс пристигнале околу 80 творби, кои имаат намера по новогодишните празници да бидат објавени во дело во кое ќе се најдат сите новогодишни желби на велешките основци.